Ви благодарам, почитувам декан, ценети професори, представници на институциите, представниците на медиумите. Ви благодарам за можноста денеска да се видиме и да отвориме дебата околу една од клучните теми во Република Македонија, клучната реформа која што треба да ја направиме се со цел да создадеме еден систем кој што ќе функционира нормално и систем кој што нема пред се да биде злоупотребуван. Промените во општеството, односно на системот, не е само создавање преку парола, туку треба и многу работа, целосна посветеност, одговорност, вистинска стручност и се разбира на крајот треба да има и јасна политичка волја и одлучност за да бидат направени сите овие реформи. И токму од овој аспект денешниот собир на факултетот за безбедност има за цел токму и да ги потврдиме овие работи. Тоа за една од темите која што представува клучен предизвик пред кој што е исправено целото македонско општество. После се што видовме, доживеавме во годините зад нас, никој нема ни ронка дилема дека трансформацијата на управата за безбедност и контраразузнавање, вклучително и на механизмите за контрола на следењето на комуникациите, е од суштинско значење по однос на системско редефинирање на безбедносниот сегмент, чии што пак консеквенции со огромна мерка ги тангираат и нужните реформи во правосудството, па ако сакате и во делот на економијата, во сферата на човековите права и слободи, во медиумите и се останат. Денеска говориме за реформи во безбедносните служби и системот на следење на комуникација, меѓутоа таа реформа мора да има одраз и врз јавната безбедност, напредок и заеднување на капацитети на полицијата, меѓутоа тоа верувам дека ќе имаме и нови следби, и нови дебати во кои што ќе помогнеме во тој дел. Врз основа на постоечкото наше искуство, но и на мноштво европски оценки кои што ги добиваме, анализи за овдешните состојби, сме едногласни во сознанието дека УБК со својот концепт на функционирање беше предмет на класична и континуирана политичка злоупотреба во годините зад нас, преку која што политичко-бирократскиот естаблишмент ја генерираше општата коруптивност на општеството. Тоа е сосема јасно каква и колкава е големината на задачата што имаме превземено во насока на корените реформа на овој безбедносен сегмент. Кога пред 2 години беше промовиран извештајот на Европската работна група предводена од господинот Райнхард Прибе, која ги скенираше и анализираше состојбите тогашните, или да ги наречам така наречени перформанси на македонскиот општествен систем, токму управата за безбедност и контраразузнавање, незината позиција, функционалност беа посочени како базичен инструмент преку кој што власта во тој период до перфекција го имаше развиено својот собствен систем на контрола и корупција на граѓаните и општеството, на нивна уцена и при тоа инволвирајќи и многу институции од македонското општество, ставени под контрола на овој систем. Групата на Прибе, не намалувајќи валидноста на сите претходни рапорти на Европската Унија за Република Македонија, за состојбите во корупцијата, заробеноста на државата, напротив, следејќи го тој, за жал, негативен континуитет. Меѓу другото, и на концептот на УБК, нагласувајќи неговата стожерна улога во сузбивање на какво било политичко влијание. Всушност, без никакво претерување треба да сме свесни дека духот на препораките на Прибе, кои што ние безрезервно ги прифаќаме, како своевидна општествена агенда, недвосмислено ни укажува дека процесот на ослободувањето на државата, односно воспоставувањето на владењето на правото, мора да тргне токму од реформите во управата за безбедност и контраразузнавање. Односно, од креирањето на служба која што ќе биде фундирана врз законитост пред се, врз цивилна контрола, врз прецизна системска улога и позиција, елиминирајќи ги сите евентуални можности за нејзино натамашно континуирано злоупотребување. Владата на Република Македонија и јас како министер за внатрешни работи јавно, гласно ја демонстрирахме нашата одлучност, нашата политичка волја во име на новите перспективи и просперитет на нашето општество, целосно да ги оживотвориме и препораките на нашите европски партнери, но и стремежите на сите наши граѓани. Во таа насока и владата на Република Македонија преку низа активности, вклучително и во планот 369, како и Министерство за внатрешни работи,
во тесна комуникација и соработка со нашите европски партнери. Отпочна соработа околу сите потребни нормативни, кадровски, технички претпоставки за реализација на реформите по управата за безбедност и контраразузнавање. И особено во делот на механизмите за контрола на следењето на комуникација. Значи, одлуката е донесена, одговорноста е превземена, агендата, односно принципите за оваа реформа се сосема јасни. Сите влегуваме во фаза кога главен збор не треба да имаат политичарите, туку експертите, професионалците, сите оние кои што со својата стручност можат да дадат соодветна контрибуција во градењето на концепт што ќе ги задоволи надеждите на граѓаните за функционално општество, за кое што ќе биде нивен сервис, не нивен господар. Токму заради тоа, а држејќи се строго до начелото на отвореност, средбите, дебатите, дискусиите, конференциите, како што е оваа денес, треба да ни дадат одговор. Како сето тоа да се конструира, да живее во пракса. Треба да се осмислат деталите, оти не попусто знае да се каже дека често во деталите е клучот. Тука на сцена стапува експертизата, која го содржи капацитетот да ги понуди најоптималните решенија за трансформација на една така сензитивна, а сложена безбедносна алатка, како што е управата за безбедност и контраразузнавање. Почитувани, значи, подпирајќи се на собственото знаење и професионално искуство, но и на искуствата, знаењето и конкретните препораки на нашите пријатели и партнери од меѓународната заедница, треба да изградиме нови и здрави темели на кои што ќе почива системот на функционирање на оваа служба во сите нејзини домени, како што е и следењето на комуникација. Лично очекувам дека денес, но и во периодот кој што е пред нас, ќе разгледаме мноштво нови предлози и идеи, ќе ги кажеме нашите ставови и мислења кои што ги завземавме како став на Министерството, разговарано во владата и така натаму, и да го најдеме вистинскиот начин како да се конструира и реализира еден нов систем во рамки на крупниот реформски запад на трансформацијата на управата за безбедност и контраразузнавање. Јас мислам дека на крајот од оваа дебата, меѓутоа и на крајот од дебатата, дискусијата која што има во македонското општество, ќе дојдеме до солуции кои што би биле најдобри, најквалитетни, одржливи, прилагодени на македонските прилики, заради тоа што можеме и мораме да ги искористиме добрите европски пракси, да примениме на наши услови и да создадеме систем кој што нема да зависи од било кој политичар кој што ќе раководи со одредена институција и при тоа да биде злоупотребуван за лични интереси или за дневни политики. Туку систем кој што ќе функционира без разлика која власт во државата и систем кој што ќе ги штити граѓаните, кој што ќе може да биде главна алатка за борба против организираниот криминал и корупцијата во Македонија и да биде заштитник на уставниот поредок на државата. Ви благодарам на вниманието.